Добар ден, почитувани гледачи. Добродојавте во уште една емисија Лилма. Јас сум билкар од Мартин Ајдовски и денес сакам да ве запознам со една билка која што е навистина древна, со една билка која што се користела со години, со билка која што е позната во народот, опеана е во многу песни, но сакав денес да ве запознам нешто повеќе за лековитоста нејзина. Денес токму зборуваме за билката пелин, или уште позната во народот како горк пелин, како бел пелин, обичен пелин, градинарски пелин, значи има доста имиња оваа билка. Инаку по латинскиот назив е Artemisia absinthium. Значи станува збор за билка која што може да порасне и до 1 метар, значи во висина. Се карактеризира со тоа што нејзините листови се значи перијасти, на самиот лик се нешто зеленки, а додека пак на нивната опачина, односно позади листот се бели. Цветовите се карактеризираат со тоа што се поставени на врвот, се поставени во ситни соцветија, значи станува збор за билка која што има ситни цветчиња, кои што налекуваат на мали капсули и се со жолта боја. Самата билка пред се морам да напоменам дека се размножува по пат на семе, иако може некогаш се случувало, еве лично јас бидејќи ова е пелин од мојата градина, преку по пат на гранчење, значи ја зафатив оваа билка, така да може да пробате доколку сакате и баш би ви препорачал да имате во вашите градини, во вашите дворови, па дури доколку сте во стан, значи може да слободно да одгледувате во саксија. Станува збор за билка која што преферира значи каменести, суви почви, може значи да се најде во природа, на запуштени места, на карпести места, на повисоките предели. Доста лековита билка, зашто поради нејзиниот хемиски состав кој што изобилува со горчливи материи, пошто самата билка е горчлива, затоа и се нарекува пелин. Значи содржи горки супстанции, потоа содржи витамин С, содржи провитамин А и содржи етерично масло, и тоа во поголеми количини. Етеричното масло пак во самата билка содржи една супстанца која што се нарекува тујон, по која што всушност ја прави самата билка отровна. Значи морам да напоменам уште на почетокот дека денес зборуваме за една отровна билка, односно зборуваме за билка која што треба да се зема во одредени дози, значи не смее да се претерува со нејзината употреба, бидејќи може да има спротивен ефект. Иако јас стално велам дека како и сите билки кои што всушност се лек може да бидат и отров доколку се премине препорачаната доза, но конкретно денес зборуваме за една билка која што не е толку наивна, туку се употребува стрикно кога имаме проблеми и не е за секојдневна употреба. Во народната медицина, значи, самата билка пред се, како што знаеме сите дека е оваа билка број 1 за лекување на желудечни проблеми. Пред да зборувам што морам да напоменам дека повеќето од луѓето имаат желудечен проблем, користат чајот пелин, што е многу и навистина погрешно, зашто бидејќи да се користи за желудечни проблеми, но треба да се користи да речеме кај киселина и слично, луѓето ја користат за лекување на исти и потоа после користењето на пеленото сеќаат поголеми тегоби, зашто бидејќи самата билка делува на зголемувањето на желудечната киселина во желудникот. Па затоа се препорачува кај луѓе кои што имаат гастрити со намалена желудечна киселина, а не со изголемена. Поготово не смеат да пијат луѓето кои што имаат рефлукс, значи треба максимално да се избегне, бидејќи како што реков, самата билка делува на стимулирањето на желудечните сокови со тоа што се лачат во поголеми количини и на тој начин всушност делува. Значи, како што веќе напоменав, се користи кај сите дигестивни проблеми, значи почнувајќи од желудникот, кај болки во желудникот може да се користи, како што реков, кај гастритис, но со намалена желудечна киселина. Го подобрува варењето на храната, ја подобрува работата на желудникот. Потоа, со тоа што бидејќи нејзината горчина е таа што стимулира на некој начин, значи ја стимулира жолчката, изварена билка за лекување на жолчни проблеми, со тоа што всушност ги стимулира жолчните сокови за побрзо варење на храната. Потоа делува на подобрувањето на работата на црниот дроб. Едно од
Па да речам, моите топ 10 билки за лекување на црн дроб, вие всушност пеленот не можете да погрешите кога станува збор, без разлика дали е тоа некои кожни заболувања, бидејќи кожните заболувања се проблеми на црниот дроб, значи може успешно да се користи за лекување на проблеми со јетрата, односно со црниот дроб, кога станува збор за кожни промени на без разлика дали е тоа псоријаза, мајас или слично. Потоа може да се користи кај цироза, може да се користи кај замастен црн дроб, извънреден чистач на крвта, значи комплетно ја чисти крвта и прави еден комплетен детокс на самиот организам. Кај луѓето кои што имаат проблеми со холестерол, триглицериди и слично, ова е билка број 1 да ја користите за сите тие заболувања, бидејќи со самата горчина се разбиваат сите тие масни наслаги кои што се на крвните садови. А како што рековме, бидејќи самата билка делува и на прочистување на крвта, значи имате еден голем ефект, односно голем бенефит ќе видите од употреба на самата билка кај овие проблеми. Потоа самата билка, да речеме во нашата традиционална медицина народна, значи се употребува за лекување на депресија, за лекување на мигрени, за лекување на анксиозност, страф и стрес и слично. Зошто? Тоа е поради тоа што самата билка на некој начин има халуцигени супстанции, односно супстанции кои што делуваат на некој начин како дрогата, но не баш, значи во помал интензитет може да се најде во пеленот, иако доколку се претера, значи од самата билка може да се јават најразлични халуцинации, па затоа ви реков и на почетокот дека не сме да се земе во поголеми количини, бидејќи може да го има спротивниот ефект. Оваа билка инаку да напоменам дека наоѓа примена, односно е како составен дел во вермутот и апсинтот. Порано луѓето кога сакале да постигнат така наречената астрална проекција или да испаднат од телото по духовен пат и слично, значи станува збор за билка која што се користела и во најразлични религиски церемонии и слично, користеле поголеми количини од самата билка, со тоа што, како што реков, предизвикува халуцинации, имате чувство дека летате и слично. Да се вратиме назад на лековитоста, значи на самата билка, покрај тоа што се користи, значи за проблеми со дигестивен тракт, добра билка е да се користи кај хемороиди, значи внатрешни или надворешни, со тоа што се применува, значи внатрешно како чај и надворешно како облоги на самото место каде што се хемороидите. Потоа може да се користи, значи кај проблеми со дебелото црево, кај проблеми со запек и слично, бидејќи ја подобрува и работата на цревата. Станува збор исто така за билка која што делува антивоспалително, со тоа што всушност ги намалува најразличните воспаленија во организмот, па така доколку имате цревни заболувања, воспаление на цревата, воспаление на желудникот, доколку имате најразлични воспалителни процеси како што се реума, артритис и слично, ова е исто така билка за вас. Изварена билка за лекување на циркулација. Морам да напоменам дека сите оние кои што имате проблеми со циркулација, ова е билка за вас, бидејќи ја подобрува циркулацијата, со тоа всушност ја подобрува работата на срцето, ги подобрува снабдувањето на органите со крв, може да се користи, значи, успешно за лекување на попуштени, проширени вени и слично. Само морам да напоменам дека не смее да се употребува напоредно со терапија за разредување на крвта, значи доколку користите веќе терапија за разредување на крвта, како што аспирин, клексан и слично, не смеете со тоа, бидејќи може да има контраиндикации со тоа што да го зголеми крварењето во организмот, односно да се истенчи крвта, па да се појават некои наразлични крварења во организмот. Покрај сите овие наведени состојби болести, оваа билка исто така може да се употребува и кај цисти, значи цисти на јајник и слично, со тоа што всушност се нанесува од самиот чај, значи како облога, се топат карпи, се нанесува надворешно во пределот на јајниците, односно малиот стомак кај жените и секако со примена, односно со пиење внатрешно, значи кај цисти се делува внатрешно и надворешно, како што реков, локално на самото место и со пиење внатрешно на чајот од пели. Надворешната употреба на оваа билка, значи може да се употреби пред се, морам да напоменам еден доста интересен народен традиционален наш рецепт е тоа што порано мажите ја користеле за растење на брада. Значи доколку мажите имале поретка брада или најразлични промени и слично,
за густина на самата брада, значи се прави чај од оваа билка, која што потоа пак се става, односно се користи за тампонирање на лицето неколку пати во текот на денот, значи во подолг период, односно 2 до 3 месеци, се додека не се види подобрување на самото место, односно додека не се поттикне раст на влакната. Надворешно исто така во форма на масло или мелем може да се користи кај болки во коските, болки во мускулите и слично. Лично имам применувано кај болки во коските, значи сите оние кои што имате проблеми со реума, наразлични промени на време, болки во колена, во кичма, во врат, во слично, ова е билка за вас исто така, значи може да се направи масло од неа или пак, како што реков, испржана во сало во форма на мелем да се користи на тој начин. Покри овие наведени рецептури, оваа билка и надворешно, значи може да се употребува кај наразлични кожни промени, во спаление на кожата и слично, пак ја кажам, без разлика дали е тоа во форма на чај, во форма на масло или во форма на мелем. Не можам да не напоменам дека ова е билка број 1 за лекување на паразити. Дури незиниот, значи, англиски назив всушност покажува во самото име дека оваа е билка број 1 за паразити и нема подобра билка од таа, и тоа е факт и научно потврдено. Со тоа што всушност тујанот, односно отровната супстанца која што се содржи во самиот пелин, значи делува со тоа што ја парализира, значи мускулатурата на самите паразити и всушност ги умртвува на некој начин, но конкретно станува збор за билка која што ги умртвува, значи само возрастните, односно големите паразити, додека пак во комбинација со карамфилче и со ленено семе, всушност имаме една многу добра комбинација за лекување на паразити, односно имаме еден антипаразитен програм, зошто бидејќи пеелинот, како што реков, делува на поништување на возрастните вируси, карамфилчето делува на поништувањето на јајцата на тие паразити, се извинувам, а додека пак лененото семе со неговото лаксативно дејство, односно со неговото прочистувачко и протерувачко дејство по пат на диареја и всушност по пат на столицата, сето она што се исчистило во цревата всушност да најде примена да се исфрли од организмот, па затоа како што реков имаме еден одличен антипаразитен програм овде. Иако значи пеленот може да се комбинира со повеќето од билките, нема никаков проблем, поготово комбинирана да речеме со поддабиче и со ајдучка трева, изварена за лекување на наразлични проблеми со желудникот, може да се користи, значи како што реков, за желудечни проблеми ова конкретно комбинација. Потоа, оваа билка наречена и во народот исто така и како женска билка, зошто бидејќи самото име нејзино Артемисија всушност означува здрав, значи Артемисија зборот означува здрав, но и поврзана е со божицата Артемида, односно Артемис, која што била грчка божица на девиците, грчка божица на мајчинството, грчка божица на ловот. Оваа билка е била препишена неа и била посветена неа, зошто бидејќи старите грци верувале дека оваа билка всушност била дадена на жените од страна на божицата Артемида со цел да си помогнат, да си го олеснат нивното донесување на свет на нивните деца, односно значи самата билка прави контракција на матката, односно го олеснува пораѓаот. Затоа не би ја препорачал, значи да ја користат бремени жени, доелки, мали деца и слично, бидејќи како што реков може да направи спонтан абортус, односно предвремено да ја разлабави самата матка, нели да се случи спаѓање на самиот плод, што не би сакале, или некој крварење или слично. Затоа она што го користеле порано, нели не можеме да го користиме сега, не можеме да се сведеме на токму баш на пеленот, нели за такво нешто, бидејќи сега медицината е напредна и се знае, нели дека тоа треба да оди на друг начин. Иако пак ќе кажам, станува збор за така наречена женска билка, која што ете нашите стари верувале на дека е всушност женска билка, бидејќи исто така и делува на подобрувањето на менструацијата, односно ја регулира менструацијата и ја поттикнува за жените кои што имаат изгубено
Потоа, оние кои што имаат послаба менструација, кои што имаат нередовна менструација, би требало да ја користат оваа билка, бидејќи, како што реков, билката ги стимулира јаниците да се вратат во нормала, потоа делува на хормонскиот статус кај жената, затоа жените во менопауза можат да ја користат оваа билка, како што реков, или младите и сите оние кои што сакаат да забременат, значи треба да ја користат оваа билка, со цел, како што реков, да ја подобрат нивната здравствена состојба, односно да го регулираат цикусот и слично. За жените кои што имаат обилни менсиси, никако не сме да се употребува оваа билка, бидејќи оваа билка стимулира уште повеќе, така да ќе имате уште повеќе крвави менструации, затоа внимавајте со употребата на оваа билка кај овие заболувања. А сега да преминеме на рецептурите, односно на лековитите супстанции кои што, односно препарати кои што можете да си ги примените во ваши домашни услови, а тоа е токму пред се чајот. Чајот се припрема така што, значи, се користи надземниот дел од самата билка, значи самата билка се бере едно 20 до 30 сантиметри од бројки од врвот, може и повеќе, значи се употребува листот и цветот, не се употребува коренот, значи се употребува стрикно надземниот дел, значи се бере надземниот дел, се суши и потоа се употребува како чај или во било која друга форма. Еве пред се ќе зборуваме за како да го припремите чајот. Чајот се припрема од сува билка, стрикно морам да напоменам, бидејќи како што реков, билката е отровна, така да употреба во свежа состојба може да направи проблем, бидејќи има доста големи количини на тујан, односно тоа е етерично масло, затоа билката треба да се исуши, каде што со сушењето, значи, се променуваат незините хемиски супстанции, со тоа што пола од лековитите супстанции заедно со водата испаруваат, бидејќи етеричните масла испаруваат, а пола се задржуваат со тоа што самата билка не е толку отровна после сушењето. Значи, потребно ни е дозата е едно кафено лажиче, напоменувам, едно кафено лажиче за 250 мл зовриена вода. Еве јас од прилика, значи, ќе земам едно кафено лажиче листови и цвет од пелин. Добро ќе го иситните, ќе го исецкате, нема проблем. Се попарува со 250 мл зовриена вода. Обавезно морам да напоменам дека штом сите билки, па ќе кажам, кои што содржат во себе етерично масло, мораат одма да се поклопуваат, бидејќи со испарувањето ќе испарат и сите лековити супстанции. Значи се поклопува, се остава тоа да стои 30 на минути до 1 час, каде што потоа се процедува и се пие 30 минути пред јадење, по 1 до 2 шоли максимум, зависно со тоа што ќе лечите. Затоа пред употреба на пелинот би препорачал да се консултирате со фитотерапевт, односно со стручен билкар, нели, за да ви ја одреди дозата, бидејќи во поголеми количини, како што реков, може да го има спротивниот ефект. Оваа билка се пие, морам да напоменам, значи 7 дена, каде што потоа се прави пауза од 4 до 5 дена и потоа повторно се продолжува, значи, самиот третман со лекување со оваа билка. Не смее да се употребува, значи, во подолг период, мора со паузи. Сега, лековитото масло, кое што исто така е, да речем, и доста употребувано лично од моја страна и има навистина голем бенефит. Значи, потребно ви е полусвежа билка. Откако ќе ја наберете, ја оставате малку да се исуши, значи 2 до 3 дена, и потоа во една тегла, значи, добро ја ситните листови и цвет. Можете и стеблото користите, нема никаков проблем. Значи, лесно се наполнува. Откако ќе наполните, лесно се налева, значи, ладно цедено сончогледово или ладно цедено маслиново масло, 2 прста над неа, се затвора и се остава да стои 21 ден до 40 дена. Потоа ова масло, значи, се процедува и имате еден навистина одличен лек, како што леков за лекување на болки во мускулите, болки во коските, ревматични заболувања, потоа доста добро е да се користи, како што реков, за поттикнување на брада, мажите можат да го користат слободно. Тоа е за лековитоста на масото, можете да припремите тинктури во домашни услови, можете исто така да си примените има еден доста ефективен лек, како што реков, за лекување на паразити, ова антипаразитниот програм, значи се меле
100 грама ленено семе и 20 грама карамфилче. Тоа заедно се меле и потоа секое утро на гладно, половина час пред поедок, се зема една супена лажица од измешаната смеса, каде што се мати со 250 мл јогурт, по можност пробиотски, баланс и слично, се меша, се испива. После 30 минути се испива по една шолја чај од пелин. Овој лек, значи, се применува, како што реков, пелинот го пиете 7 дена, правите 3 дена пауза и продолжувате, додека пак овој самиот лек со лененото семе и со карамфилчето, значи, се пие во период од 21 ден. Напоменувам, карамфилчето и лененото семе 21 ден, додека пелинот 7 дена па 3 дена пауза. Се спроведува, значи, во подолг период, односно барем 42 до 3 дена треба да се пие. Ова е чисто за лекување на паразити, односно на прочистување на организмот. За жени кои што имаат проблеми со цисти, значи, како што реков, се става облога надворешно на самото место, односно предот на јаниците, каде што крпи натопени во чајот од пелин се топат, добро натопени се ставаат на местото, каде што потоа се заврзува со волна и се остава тоа се додека не се исуши и се менуваат 3 до 4 пати во текот на денот. Имате исто така да многу добар лек за подобрувањето на лицето, значи за поубаво лице, за оние кои што имаат акни и слично, каде што се зема 40 грама пелин, каде што се закиснува во 200 мл 96% алкохол. Се закиснува тоа да стои 5 дена. После 5 дена се додава уште 150 мл бело вино. Се затвара, се остава да стои уште 10 дена, после 10 дена се процедува и со овој раствор, со овој лек се користи за тампонирање на лицето 2 до 3 пати на ден во текот на денот. Го оставате да се исуши природно, не се мие лицето, значи стрикно мора да се искисне на вашето лице. Морам да напоменам дека оваа билка број 1 за лекување на доколку имате проблем со молци, доколку имате проблеми со инсекти, значи сушена билка може да се става, значи, во хартија, да ставате во вашите шкафови кај што ви стоат лиштата, посторијалишта, или доколку имате проблем со молци каде што ви грицкаат тетрадки, листови и слично. Јас во моите книги, оние кои што ми се постарите, обавезно во секоја книга по едно гранче вакво пелин за превенција и верувате дека досега не сум имал проблем со молци. За оние кои што во домашни услови, кои што чуваат миленичиња, кои што имаат проблеми со вошки, болви и слично, ова ви е билка за вас. Значи се прави раствор каде што пелинот се вари во јаболков оцет, потоа се остава да искисне добро, се префрла во една поголема прскалка и потоа се користи за прскање на самиот миленик. Ова ви е стрикно за вошки, болви и слично. Има доста рецептури кои што има многу да се зборува за пелинот, значи покрај овој обичниот пелин кој што го знаеме, постојат и многу други врсти каде што го имате сладкиот пелин, Артемисија ануа, кафорниот пелин, комфората и слично. Значи има доста пелини, денеска зборувавме конкретно за белиот пелин. Како што реков, да внимаваат малите деца, да внимаваат бремени и доелки, не смее да се употреба пелинот, треба да се употреба над 15 години, значи под 15 години треба да се внимава. Во народот исто така позната ракијата пелинковка или пелинковец, која што се прави со листови од пелин, значи 25 листови во литро ракија, да стои 10 до 14 дена, каде што секоја сабаля се пие по една голтка. Билка која што е распространета, која што може да се најде во природа, расте исто така. Да внимаваат луѓето со епилепсија кои што имаат, не смее да се употребува, бидејќи кај таквите луѓе може да го всушност да ги зголеми епилептичните напади, значи внимавајте. Користете ги билките во умерени количини, користете ги во препорачаните дози, верувате дека нема да имате никаков проблем. Ви благодарам за вашата гледаност, ве поздравувам сите од ова наше цветно студио. Доколку сакате да знаете нешто повеќе за вилките, можете да ги најдете во мојата книга Даровите на големата мајка природа, да ме контактирате на мојот број или да ме пронајдете на мојата Facebook страна Лилма. Поздрав и посакувам секое добро. Убав ден!